Драги мои, денес понеделник, добро дојдовте во новото понеделничко издание и се надам дека убаво поминавте за време на викенд. Денес ми е особено драго и сум среќна бидејќи денес во чест на нашиот ангел непреболен Тоша Проевски имаме емисија која што му посветуваме токму него. Денес ќе го погледнете првиот дел од таа емисија, а утре вториот, но за тоа ќе позборуваме малку подоцна. Денес, како што знаете, 25 јануари, Тоша да беше жив, ќе наполнеше 40 години. Тоша се уште живее во нашите срца, крушевчани се уште го спомнуваат и се уште се трудат да го почитуваат неговиот лик и дело. По тој повод, ексклузивно од Крушево, разговаравме со негови блиски пријатели. Бивме во посета на спомен куќата Тодор Проевски, каде можете да погледнете различни експонати од нашиот Тоша, почнувајќи од неговото детство, па се до неговата музичка кариера, дневната соба каде што често одмарал тој. Секако овде и неговиот омилен кафич Планет, кој што секако оттаму ќе видите и ви ја долуваме атмосферата, премногу фотографии, премногу спомени од Тоша, бидејќи таму се случувале неубавите родиднески журки и се разбира разговори со неговите блиски пријатели. Да се потсетиме на неговата музичка кариера. Тоша се разбира, нели, роден во Прилеп, неговиот живот го поминал во родниот град Крушево, каде што секогаш кога ќе го споменаме Крушево, не потсеќа токму на Тоша. Во 1992 година тој настапува на фестивалот Златно славече со песната Јас и мојот дедо, испеана на влашки јазик. Во 1997 година учествува на Макфест со песната Пушти ме. Григор Копров беше еден од неговите текстописци кои што ги има напишани неговите најголеми хитови кои што се разбери до ден денес ги пееме. Подоцна во 1999 година Тоша го издава албумот Некаде во ноќта. Во 2000 година учествува на Скопје фест со песната Солци прават златен прстен, каде што го освојува третото место. Неговиот втор албум Синот Божи. Во него хитовите Немир со Каролина Гочева, Во коси да ти спием и ред други хитови. Во 2003 година со победа на Беовизија за песната на Евровизија во 2004 година Тоша ја представуваше Македонија со песната Ангел си ти, а на таа финална вечер со вкупно 47 поени Тоша се пласираше на 14-тото место. И се разбира неговиот и за жал последен концерт на 5 октомври 2007 година, кој што не враќа на последните ноти испеани од нашиот Тоша и се разбира, ако се согласувате со мене, можеме да кажеме дека тогаш и најмногу ја почувствувавме она позитивна енергија и она љубов која што само Тоша знаеше како да ни ја дарува. Да се потсетиме дека тој хуманитарен концерт се одржан во градскиот стадион во Скопје, поддржан од организацијата USAID и со нив беа реновирани 100 училишта во Македонија. Чест ми е што сум дел од проект од вакви размери и од големи планови за македонското образование. Сите концерти ми се драги, но хуманитарните многу ми значат и остануваат трајно. Ако се подобри образованието во Македонија, ќе имаме поздраво општество. Тоа беа зборовите на нашиот Тоша, а да не должам премногу во продолжение. Уживајте во споменот и ликот на нашиот ангел Тоша Проевски, бидејќи тој има само дата на раѓање. Да, единствено, ти имаш само дата на раѓање. Денес да беше жив ќе наполнеше 40 години. И сите, како и секогаш ќе брзавме да ти честитаме, да ти ја покажеме љубовта која ти толку нам искрено ни ја даруваше. И остана еден и единствен наш Тоша Проевски. Роден во Прилеп, своето музичко образование го стекнува во музичкото училиште во Битола и музичка академија во Скопје. Неговите први почетоци се во 1992 година, настапувајќи на фестивалот Златно славече со песната Јас и мојот дедо, испеана на влашки јазик. Во 1997 година учествува и на Макфест со песната Пушти ме. Григор Копров беше еден од неговите текстописци, од која таа соработка му донесе најголеми хитови од песните Усни на усни и Сонце во твоите руси коси. Во 1999 година Тоша го издава албумот Некаде во ноќта. Во 2000-та учествува на Скопје фест со песната Солци прават златен прстен, каде го освојува третото место. Неговиот втор албум Синот Божи, а во него дел од хитовите Немир со Каролина Гочева, Во коси да ти спијам, Излажи ме уште еднаш, Тајно моја, каде на фестивалот Сончене скале Црна Гора го освојува второто место. Во 2003 година со победа на Беовизија, за песна на Евровизија во 2004 година, Тоша ја представуваше Македонија со песната Ангел си ти. На таа финална вечер со вкупно 47 поени, Тоша се пласираше на 14-тото место.
На 14 февруари 2007 година Тоша го одржа концертот во српската престолнина Белград. На концертот присуствуваа околу 20.000 луѓе од сите генерации. Ова е најсреќен ден во мојот живот. Првпат ми се случува концертот кој уште да не е почнат, јас се плашам дека ќе заврши. Искачувањето на врвот на балканската музичка сцена со победата на Хрватски радиски фестивал одржан на 9 јуни 2007 година со песната "Вежи ме за себе" освои Гран При со освојувајќи 16.589 гласови. Сонце во твоите руси коси. Вклучете ги телефоните и направете го повторно звезденото небо. Не можам да ви опишам како изгледа од тука. Ве молам, сликајте. Сакам фотографија од оваа убавина. Нека никогаш не се изгаси ова звездено небо. Ова не се опишува со зборови. Под мотото "Образованието одговорност на сите" на 5 октомври 2007 година, концерт кој не враќа на последните испеани ноти од нашиот Тоша. Полн со енергија и се разбира неодоливата насмевка. Одржа хуманитарен концерт на градскиот стадион во Скопје, подржан од организацијата USAID. Со нив да бидат реновирани 100 училишта во Македонија за подобрување на наставната програма и спроведување на образовните реформи. Чест ми е што сум дел од проектот вакви размери од големи планови за македонското образование. Сите концерти ми се драги, но хуманитарните многу ми значат, оти остануваат трајно. Ако се подобри образованието во Македонија, ќе имаме поздраво општество. Еве неколку од албумите на Тоша кои се уште се паметат и се пеат. Не враќаат на едно време, каде сите го извикувавме твоето име. Денес секоја твоја нота не потсетува на спомен кој остана во нашите срца. Споменот нашиот Тоша. 1999 година, албумот "Некаде во ноќта". 2000-та, "Синот Божи". 2002-та, "Ако ме погледнеш во очи". 2004-та, "Ден за нас". 2005 година, "По тебе". 2006-та, "Божилак". 2007-ма, "Игри без граници". 2008 година, "Белградска арена". 2009-та, "The Hardest Thing". 2010-та, "Тоши и пријателите", се уште сонувам дека сме заедно. 2011-та, "Со љубов од Тоша". Тоша има само дата на раѓање. Да беше жив, на 25 јануари ќе наполнеше 40 години. Сакаше само насмејани лица, ги сакаше сите и сите му враќаа со иста мира на љубов. Тоша ќе го паметиме по неговите зборови "Ве сакам сите". Човекот со големо хумано срце, секогаш подготвен секому да помогне. Пример за сите генерации. За Тоша и неговиот спомен постои само ден на раѓање. Ден каде се присетуваме на убавите моменти со него, на убавите сеќавања на сето она кој тој ни го остави. Затоа неговите родендени скромно ги славел. Да беше жив, ќе ги имаше исполнето неговите цели и замисли. Крушево беше омиленото место на Тоша. Крушево не потсеќа на него, на омилениот кафич Планет, каде носуваат журките и забавите, компјутерските игри на кои играле до раните утрински часови. Ташули Сестич, собственик на кафич Планет, со големи емоции и болка, се присетува на Тоша. Вели дека секогаш кога влегува во кафичот, го пречекуваат фотографиите на Тоша. Морам секогаш да помислам на него, бидејќи ми фали премногу. Место каде Тоша го пронаѓаше свој душевен мир и неговата изградба за него беше неголема желба. Затоа се смета за втор дом на Тоша. Се наоѓа на 1700 метри надморска височина, бескрајна убавина што исполнува душата. Спомен собата на Тоша, каде тој преспивал и често таму го пронаоѓал својот мир. Се уште има спомени и негови фотографии, катче каде тој сакаше подолго време да останува. Свето преображение представува хуманост и посветеност на Тоша. Спомен куќата Тодор Проески представува уникатен проект со специфична намена. Представува градба која целосно го прикажува ликот и делото на нашиот Тоша, почнувајќи од неговото детство, па се до неговата музичка кариера. Главните карактеристики ја прават оваа градба предпознатлива и карактеристична. Контурите на објектот се во две силуети, затворен, голем и отворен стакло. Објектот исто така користи два типа конструкции. Бетонска за делот на поголемата коцка и челична конструкција, транспарентна коцка. Јадрото на структурата е мајвен, а другиот дел со целосна транспарентна површина. Спомен обележа на ликот со вредности, спомен кој го чуваме од заборав. Во центарот на Крушева, разубавана, каде одјакнуваат песните од Тоша, не враќаат во едно исто време на нашиот единствен Тоша.
улицата Тоша Проевски. Moje odavna čekam da pristigneš ti. Zvezdi se krija, tvoji te oči, zlato moje, odavna čekam da pristigneš ti. Драги мои, се наоѓам во спомен куќата Тодор Проевски, место каде што се чувствува онаат љубов, онаат топлина која што само Тоше ја имаше. Можете да забележите, и знам дека секој од вас е бил овде, можете да забележите многу фотографии, исто така возични фигури од Тоше, почнувајќи од неговото детство па се до неговата музичка кариера, неговите музички инструменти, фотографиите, неговата дневна соба, каде што често одмарал, но исто така секоја катче носи свој спомен од некој концерт кој што секогаш ни остава во сеќавање. Спомен куќата Тодор Проевски останува нашиот спомен кој што секогаш ќе не поврзува за нашиот Тоша и на многу генерации ќе ја раскажуваме приказната за нашиот еден и единствен ангел Тоше Проевски. Каква е изградбата и што символизира? Спомен куќата е направена во форма на крст, кој се издигнува од земјата и символизира Тоше, верник во Господ. Внатре има изложено околу 350 експонати, тоест предмети што ги имал Тоше и ги користел, и преку тие експонати има хронологија на животот, почнувајќи од негово раѓање, па се до телеграмите на сочувства. Така, кои се условите за време на работење за време на глобалната пандемија? Имаме протокол за заштита од COVID-19 и до сега сите посетители се придржуваат според тие мерки. Денес 25 јануари Тоше да беше жив ќе наполнеше 40 години. Како вие ќе го одбележите роденденот на Тоше? Иако е понеделник, неработен ден за установата, сепак ќе биде отворена за посетители и влезот ќе биде бесплатен. Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi, bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zaljepe. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze ništa ne ostane, samo još vučem navike i sve na tome ostane. Da te bar mogu
Samo još vučem navike I sve na tome ostane. Како Крушева ги одбележува делото и ликот на Тоше? Како локална самоуправа, но и како граѓани на општина Крушево се трудиме во најдобро можно светло да го представуваме ликот и делото на Тоше Пројаски, да ги продолжиме неговите хуманитарни дела за кои што за воля на вистината за многу и не знаеме, затоа што беше голем хуманитарец, но пред се организираме настани и ги одбележуваме неговите денови, условно кажано, денот на раѓање, денот на последниот негов концерт, денот на загинување. Исто така, нели, се трудиме, се организираат крводарителски акции, се организираат други хуманитарни активности со кои што сакаме да кажеме која беше главната цел на Тоше. Значи не е само музиката, нели, како што велеше тој, туку да правиме добри дела и како крушевчани сме должни сето тоа да продолжиме да го правиме на долг рок. Вечното почивалиште е веќе готова по 13 години. Кој стои за таа поддршка за да се изгради, да се направи едно такво почивалиште? Да, конечно се изгради тоа вечно почивалиште за кое што ние постојано викаме дека е мал дел, мал гест, условно кажано, со кој што можеме да се заблагодариме на нашиот Тоше. Владата на Република Северна Македонија даде голема поддршка за овој проект. Сите финансии кои што беа искористени дојдоа токму од владата, но тука многу важна беше поддршката од семејството и сиот тој проект е изведен заедно во согласно со семејството, нели, за да го испочитуваме неговото дело из призма на неговото семејство, но и да ги испочитуваме и да испочитуваме и нивната и неговата фамилија на крајот на денот, бидејќи и тие да се сеќаваат на него и да имаат достојно гробно место каде што можат да го посетат Тоше. Дали Крушева ја продолжува хуманитарната мисија на Тоше? Тоше направи многу, како што кажав, нели, направи и многу добри дела за кои што ние и ден денеска не знаеме. Ние се трудиме и како граѓани, и како локална самоуправа, заедно со фановите, заедно со спомен куќата, со фондацијата Тоше Пројаски, да организираме што е можно повеќе настани, да создаваме такви активности со кои што ќе направиме хуманитарни дела, ќе помагаме на луѓето, ќе ги таргетираме оние групи, оние луѓе кои што тој сакаше да им помогне. 25 јануари е роденденот на нашиот ангел Тоши, како што кажавме, Тоши има само дата на раѓање. Кажете ми како ќе се одбележи роденденот? Оваа година заради пандемијата тој настан ќе биде со значително помалку содржини. Има единствено крводарителска акција и полагање на свежо цвеќе во 11:25 часот кога е роден Тоше Пројаски. Со тоа ние ќе се потрудиме да го одбележиме овој ден, да го испочитуваме Тоше, истовремено да се погрижиме за јавното здравје. Секоја година ние организираме настани од музички, уметнички и друг тип на настани со кои што го одбележуваме овој ден, но годинава во интерес на јавното здравје единствено ќе оддадеме почит преку полагање цвеќе и, како што кажав, преку крводарителската акција.
Крушева има она зимска идила, па кажете ми како ги привлекувате туристите во време на глобална пандемија? Главниот момент при привлекувањето на туристи изминатите 10-11 месеци е дека Крушево е најбезбедна дестинација и ние тоа секојдневно се трудиме да го докажеме и покажеме. Знаете, сега на луѓето тие сакаат да прошетаат, да го видат Крушево, но истовремено сакаат да се чувствуваат безбедно и јавното здравје да е заштитено. Така што тоа е нашата главна поента дека Крушево е најбезбедната дестинација и тоа дава плод. Нели сега со новите снежни покривки кои што ги имавме пред неколку дена привлекува многу туристи и верувам дека така и ќе продолжиме и понатаму. Како вие ќе го пометите Тоше? Јас лично ќе го паметам Тоше по неколку работи. Една работа е, ајде да одиме малку лично ако може. Знам дека неговиот братучет ми даваше постојано касети, нели, порано нели такви на касетофони слушавме кои што беа со Тоше. Многу сакав да го слушам, тоа беше некаде кога имав 10-11 години, можам да кажам дека растев со него, бев воспитуван од она што тој го правеше. И втората работа морам да кажам е дека Тоше навистина имаше многу љубов. Уште една средба накратко ќе кажаме дека кога го посетивме во неговиот дом заедно со мои роднини, направивме фотографија во кој што тој ме прегрна и таа преградка не беше само ете колку за фотографија, туку се чувствуваше многу љубов од негова страна, така што верувам дека со секој оној кој што и не е крушевчанин, и така се чувствува и мислам дека по таа негова љубов и топлина ќе го пометиме.